Ова е официјалниот почеток на вестите, па останете со нас и проследете ги. Приватниот сектор бара работници, а во државните институции има вишок на работна сила. Експертите велат дека вишокот на администрација треба да се реши со тоа што ќе им се даде обештетување или ќе се преквалификуваат да работат во приватниот сектор. Македонското стопанство продолжува да бара градежни работници, рудари, но и занаетчии. Дефицитарни се водоводжиите и другите занаетчии кои се потребни на македонските граѓани. Но во изминатите години се бараат и обучени кадри кои знаат да прават проекти да добијат пари од европските фондови. На приватниот сектор му требаат сертифицирани од сметководители до правници и така натаму, но не му требаат општи економисти. Ме разбирате што сакам да ви кажам. Значи, приватниот сектор, доколку инвестира, ќе инвестира во кадар од почеток, а не во веќе некаков готов кадар. Вишок на високо квалификувана работна сила има во администрацијата. Според анализите на Асоциацијата на менеджери, вишок се 30% од администрацијата. Ресорното министерство се уште анализира дали колку луѓе се вишок, колкави ќе бидат импликациите врз буџетот и начинот на кој ќе се подржи трансферот на вработените. Уверуваат дека евентуалното преземање ќе биде направено со согласност на работниците и гаранција од работодавачот за сигурноста на работното место. Според Рафајловски, на администрацијата која ќе биде прогласена за вишок, државата треба да им понуди и одредено решение. Тие што имаат предприемачки дух, треба да им се овозможи да им се дадат одредени средства, да им се овозможат одредени кредити, да им се дадат некои лимити, да им се помогне. Се слагам и тоа треба да се направи, бидејќи најдобро е на тој начин да намалуваме администрација, барем во почетокот, додека не сметаме за одредена администрација дека едноставно не е комплетно вишок. Синдикатот пак смета дека работниците ќе бидат заинтересирани да заменат ако платата во приватниот сектор е поголема. Потребна е преквалификација на работникот на сметка на државата, субвенции за фирмата преземач и гаранција дека работното место ќе му трае до пензионирање. Додека пак младите луѓе во Република Македонија за соодветни вработувања чекаат подолг временски период. Секое второ лице е неформално вработено, а дури 1/3 од младите во државата не се вклучени во никакви активности. Се почесто младите невработени поднесуваат документи за да добијат бугарски пасош, со надеж дека така ќе најдат екзистенција работејќи во странство. Ова се случува со години наназад. Право на плата за работувачка, нередовно исплаќање на прековремена работа, неплатени придонеси, дискриминација при вработување, работа под закан и притисоци, непочитување на правото на пензијско и здравствено осигурување, непочитување на правото на годишен одмор и правото на синдикално здружување. Се само дел од правата на младите работници кои најчесто се кршат. Завршив правен факултет, но за жал не најдов работа според она што го учев. Работев се друго, само не бев правник. Почнав да работам во еден маркет за да соберам пари за да се дошколувам. Не сум пријавен и земам плата од 10.000 денари. Може би поголемиот дел нема да се согласи со мојот став, но како и останатите македонци кои бараат екзистенција за себе и за својата фамилија, и јас поднесов документи за бугарски пасош. Чекав скоро 2 години и го добив пасошот. Си заминувам со надеж за подобра иднина како за мене, така и за моите деца. Ни раскажа млад невработен штипјанец. Секој второ лице е неформално вработено, а дури 1/3 од младите во државата не се вклучени во никакви активности, образование, обуки и така натаму. Тоа е запрепастувачка бројка од 53.000 млади луѓе кои никој не знае што прават, бидејќи немаат никаков однос, ниту се вработени, ниту невработени, ги нема во системот. Младите во земјата кои немаат работа се соочуваат со долги периоди за барање на вработување. Учество на невработените млади лица на возраст од 15 до 29 години кои бараат работа повеќе од 1 година изнесува 34,2% од вкупниот број на долгорочно невработени лица, објави Државниот завод за статистика. Околу 10% од вработените во Македонија работат само со устен договор или без никаков конкретен договор, додека 25% од невработените се подготвени да работат без договор.
За подсетување, мерката Младинска гаранција значи во одреден период државата да дефинира директно пари за бруто плата за млади луѓе кои завршиле образование и се подготвени да се обучуваат или трајно да се вработат. За бизнис заедницата тоа ќе значи бесплатно подготвување кадар, обучување на претходно теоретски подготвените млади луѓе со намера, ако навистина вредат да добијат трајно вработување и да биде искористен нивниот потенцијал, кажа од владата при соопштувањето на овој сет мерки минатата година. Земјоделие. Нови критериуми за субвенции за житни култури. Вчера го одбележавме големиот христијански празник Прочка, додека пак денес е чист понеделник, прв ден од велигденските пости. По обичај во домовите на верниците се подготвува бело постно гравче, а почнува и чистењето на домовите, како и домакинките го подготвуваат домот за големиот христијански празник Великден. Од Брегалничката епархија подсетуваат дека постот не е само режим на исхрана, туку и време за молитва и воздржување од лоши мисли и лоши дела. Почнаа големите великденски пости. Денеска е чист понеделник, ден по Прочка, со кој почнуваат големите великденски пости кои траат 40 дена. За овој ден Светата црква одредила строг пост. Во домовите на православните верници се приготвува бел грав без масло. Постот не е режим на исхрана или диета, подсетуваат свештениците, посочувајќи ја големината на духовниот пост, односно воздржувањето од лоши мисли и дела за време на овие пости. Постот не треба да биде диета или некој режим на исхрана, постот треба да биде воздржување од масни и обилни јадења, но треба да имаме предвид дека иста важност има колку телесниот, толку и духовниот пост. Толку има важност и молитвата, бидејќи Свети Јован Златоуст рекол, постот и молитвата се крилја кои душата ја носат директно во рајот. За време на пост важно е за верниците и времето одвоено за молитва. Бадијала е постот без духовен мир, засилени молитви, насочени мисли кон милосредието за спасение на нашите души. Така не учи нашата вера. Ќе мора да се воздржуваме од лоши помисли, да се воздржуваме од лоши зборови, од лоши дела. Бадијала ќе биде ние да јадеме лепи вода 40 дена, ако на секој чекор се караме, ако мислиме лошо, ако со луѓето се расправаме, правиме лоши работи, лоши дела, тогаш постот не е пост, но некој режим на исхрана. Чист понеделник е ден одреден за строг пост, но и ден со кој започнуваат подготовките за големиот христијански празник Великден, кога се слави воскресението Христово. Домакинките почнуваат со спремање на домовите, а обичај е на овој ден да се измијат садовите за да се испоснат од мрсна храна. Порано тоа се правило со брашно или пепел, а домакинките ги вриеле садовите и приборот во аранија. Обичај за овој ден и традиција е да се врши генерално чистење на домовите од страна на домаќинките, а пред се на садовите во кои што се конзумира храна, бидејќи од овој ден, односно од Прочка, почнуваат големите велигденски поклади, односно велигденски пости, каде што не се консумира храна од животинско потекло. Великденскиот пост е најстрог и најдолг пост. Почнува на чист понеделник до Лазарова сабота и уште страстната недела од Светници до Великден и трае вкупно 48 дена. Исус Христос пред да го почне своето учење, откако бил крстен, 40 дена минал во пустина во строг пост и молитви. За време на великденските пости во православните храмови не се венчава, според црковните канони. Тоа е време на пости, кога човекот се подложува на духовно и телесно чистење за да се доближи до Бога. Јавното комунално предпријатие ИСР не планира да ги зголеми трошоците за отпадните води, но сепак ќе инвестира во изградба на нови канализациони мрежи и изградба на пречистителна станица. Средствата се очекуваат преку ИПА програмата за животна средина. Бизнис планот за работа на јавното предпријатие ИСР не предвидува покачување на цената на отпадните води, бидејќи управниот одбор изгласа дека цените ќе останат исти, а во тек е завршната фаза од проектот за изградба на нови канализациони мрежи и изградба на пречистителна станица. Регулираните цени за канализација на јавното одведување на отпадни урбани води на јавното предпријатие се остануваат непроменети, односно досегашните 12 денари за домаќинство и 23 денари за правни лица. 12 денари за јавни институции, односно непроменети.
од кои причини овие цени остануваат непроменети. Јавното предпријатие ИСЕР и општина Штип, како што знаете, веќе се во крај на прва фаза за реализација на проект за рехабилитација, доградба, изградба на нови водоводни и канализациони линии и пречистителни станици, проект кој се финансира преку ИПАР програмата преку Министерството за животна средина. Проектните активности за доизградба на канализационата мрежа како и за прочистителна станица се преку ИПА програмата и од проект од Министерството за животна средина и просторно планирање. Овде станува збор за некоја инвестиција од околу 20 милиони евра, од кои околу 10 милиони ќе бидат планирани за доизградба на канализациони линии, реконструкција на постојни линии и околу 10 милиони за изградба на пречистителна станица. Проектот, делот за подготовка на проектната и тендерска документација во завршна фаза, се очекува во текот на оваа година Министерството за животна средина и просторно планирање да објави тендер за избор на изведувач. За почетокот на наредната година, па се до 2020 година, јавното предпријатие ИСЕР ќе реализира проекти за замена на канализационите системи и за инвестиции околу подобрување на водоснабдувањето. Каква е состојбата со реките по последните врнежи од дожд? Водостоите на речиси сите реки во земјава се повисоки од просекот за февруари, а во однос на вчера има благи поместувања на нивоата во нагорна или надолна линија. Покажуваат најновите податоци од мерењата што ги направи управата за хидрометеоролошки работи. Помал водостој од просечниот имаат Крива река кај Крива Паланка, Брегалница кај Берово и Црна река кај Новаци. Нивоата на природните езера во Македонија се во рамките на повеќе годишниот просек за овој месец. Продолжуваме со земјоделие. Нови критериуми кога станува збор за добивање субвенции за житните култури. Повеќе пари за земјоделците ако користат сертифициран материјал. Земјоделците жнеат намалени приноси. Дали климатските промени или квалитетот на семето се виновни за тоа, треба да покажат контролите. 12.000 денари по хектар субвенции за засејани површини со житарици, но со сертифицирано семе. Половина или само 6.000 денари за оние земјоделци кои ќе ги засеат нивите со оставено семе од рекулта. Условот да ја добијат финансиската подршка од државата е земјоделците да имаат посејано најмалку 0,3 хектари со житни култури. Од годинава ќе има нови критериуми за субвенционирање на житните култури. За нивите со големина од 10 до 50 хектари следуваат и дополнителни 5.760 денари. За површини од 5 до 50 хектари со потребен семенски материјал, земјоделците може да добиваат по 14.400 денари за хектар. Финансиската подршка ќе се намалува и процентуално во зависност од големината на засејаните површини. Услов е да се употреби сертифициран семенски материјал и да се добијат просечни приноси повеќе од 4.000 кг за пченица, 3.000 за другите житни култури или 1.800 кг по хектар за сончоглед. Предностите од употребата на семенски сертифициран материјали се познати на земјоделците, но дали и контролите како кај вештачките ѓубрева може да утврдат колку семенскиот материјал е квалитетен поради намалените приноси на кои се жалеа производителите. Семенскиот материјал би требало секој земјоделец да го употребува, бидејќи тие се враќат пари од Министерството за финансии се враќат и подобро е семенски материјал да земе него да го зима од некој си така на црно да земе па да саде и поисплатливо е, повеќе плаќа. Кај нас са мили е земјата, таква многу добро се обработува и повеќе се исплаќат тие семиња него други да земат. Пониски цени на горивата од ноќеска на полноќ. Цената на горивата се намалува за 2,5 денари по литар, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Со одлуката се врши намалување на рефинериските и на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 6,19, односно за 4,21%. Новата малопродажна цена на Евросуперот од 95 октани изнесува 65,5, додека цената на Евросуперот од 98 октани ќе изнесува 67 денари. Евродизелот ќе чини 57, а екстра лесното масло за домакинствата ќе се продава за 45,5 денари.
Како причина за намалувањето на малопродажните цени на нафтените деривати се посочуваат за 7,21% пониската просечна цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминативе 14 дена и за 0,047% повисокиот курс на доларот во однос на денар. Од Централниот регистар информираат дека вработените во текот на наредниот период ќе имаат продолжено работно време, а ќе се работи и во сабота, со цел да им излезат во пресрет на фирмите. Прием на годишни сметки и извештаите се врши и во сабота, известуваат од Централниот регистар. Правните субјекти треба да побрзаат за да ја завршат нивната обврска за поднесување на годишни сметки и финални финансиски извештаи за изминатата година. Затоа Централниот регистар и в сабота на 24 февруари од 8 до 16 часот ќе врши прием на документите во сите градови, освен во Кратово, Крушево и Демирхисар. На 26, 27 и 28 февруари Централниот регистар ќе работи од 7 до 21 часот, освен во регионалните канцеларии во Виница, Берово и Делчево, каде работното време ќе биде од 8 до 16 часот, соопшти од Централниот регистар. За субјектите со вид на големи, на микро и мали, кои нема да достават годишна сметка во хартиена форма, во законскиот рок ќе имаат можност годишната сметка согласно со Законот за трговски друштва да ја поднесат во електронска форма до 15 март. Пред спортот од полицијата оваа вест. Штипјанка крадела постанови во Скопје. Последен пат украла паричник пред очите на малолетно дете кога дома биле и неговите родители. Штипјанка крадела во станови во Скопје. По последниот грабеж, тешка кражба на дрзок начин која ја извршила во стан во Скопје била приведена од полициските служби. 43 годишната ЕН и предходно извршила вакви кривични дела, информираат од МВР. СВР Скопје поднесе кривична пријава и ја осомничи дека е сторител на кражбата на паричник во стан на улицата 11 октомври во Скопје. Според полицијата, таа влегла во станот и покрај тоа што домаќините биле дома и го земала паричникот од масата во дневната соба, каде бил малолетниот син на оштетената брачна двојка, пошто заминала. Детето кажало на таткото што видел, пошто тој тргнал по неа. Кога побарал од неа да му го врати паричникот, таа негирала дека сторила такво нешто. По пријавата во полиција, сумничената Штипјанка била приведена во станица, каде оштетениот извршил препознавање во присуство на основен јавен обвинител. Од МВР не информираат колку вакви кражби сторила 43 годишната Штипјанка. Во делот за спорт вечерва карате и борење. Штипјанецот Емил Павлов го освои сребрениот медал на вториот карате еден турнир во рамките на Премиер лигата што се одржа во Дубај. Тој по 4 убедливи победи во финалето беше поразен од турчинот Ерей Самдај. Минимално со резултат 2:1 на поени беше поразен македонскиот репрезентативец Емил Павлов од турскиот надпреварувач Ерей Самдај во финалето на Премиер лигата што се одржа во Дубај. Штипскиот каратист, според снимката од мечот, беше оштетен од судиите во финалниот меч, но како вистински џентлемен му честиташе на својот противник. Со ово тој докажи и покажа дека е голем спортист и дека понекогаш и незаслужените порази се составен дел и мотивирачки фактор во спортот воопшто. Емил Павлов во категоријата 60 кг патот до финалето го трасираше преку 4 убедливи победи. Најпрвен пад на кореанецот Гу со резултат 3:1 на поени. Во второто коло тој го победи русинот Ефименко со 3:2. Во третото коло победа против украинецот Филиповиќ со 6:0 и во полуфиналето го победи литванецот Калин со резултат 5:3 на поени. Ова е исклучително голем успех за Емил Павлов и македонското карате воопшто, како мотив плюс и поттик за сите каратисти кон исполнување на толку посакуваната олимписка норма за Јапонија 2020 година. Борачите на Лирија во сениорска и борачите на Балканец во кадетска конкуренција се победници на државното првенство што се одржа во Штип. Со учество на преку 150 борачи од 15 македонски клубови во машки и во женска конкуренција и во одлична организација на борачки клуб Балканец во Штип се одржа државното првенство на Македонија за сениори и кадети. Радува податокот дека победило право за борењето ја враќа верба дека публиката, која во голем број го следеше првенството и надежда кон подобар успех врз основа на прикажаните квалитетни борби. Сениорите на Балканец полека се екипира, затоа победите на Дејан Митров,
Владимир Егоров и на Бобан Савен беа клучи за освојување на второто место со 25 бодови. Прва е Лирија со 45, на третото место Бучев со 24, четврто место Олимпија со 11 и на петтото место ТФУ со 10 бодови. Според информацијата од Гордан Николов, за прв пат на едно првенство се појавуваат борачите на вториот штипски клуб Олимпија, од кој Благој Спасов, како кадет го освои второто место во категорија до 79 кг. Потоа Петар Тодор во сеньорската конкуренција беше втор и Михаил Николов кој во категорија 125 кг беше трет. Во кадетска конкуренција Балканец го освои првото место со 30 бодови, второ е ТФУ со 29 и на трето место Лирија со 16 освоени бодови. Еде со овие преубави вести од областа на спортот за успешни настапи на нашите спортисти го заокружуваме понеделничното издание на информативната програма Нирис телевизија и ви посакуваме пријатна вечер.